Централно издание на Дневникот на Канал Плюс телевизија. Добро вечер. Следуваат настаните кои што го одбележаа 15 септемвриски ден. Од денес почна академската година за студентите на државните универзитети. УГД е најбрзо растечки универзитет во државата со околу 11.000 студенти. Министерството за локална самоуправа поддржува 4 проекти во источниот регион со вкупна вредност од 20.300.000 денари. Осум странски и 9 домашни ансамбли се учесниците на 31-то издание на меѓународниот фолклорен фестивал Истибајнско здравоживо, кој почнува в недела. За околу 11.000 студенти, од кои 2.300 бруцоши, денес започна академската година на Универзитетот Гоце Делчев во Штип. На првиот академски час во Штип присуствуваше заменик министерот за образование и наука Спиро Ристовски, кој им посака успешен старт на студентите на најбрзо растечкиот универзитет во државата. Со првиот академски час и официјално денес започна академската 2016-2017 година на Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Оваа година околу 2300 студенти ја препознаа својата иднина токму на Штипскиот универзитет. Сите услови се обезбедени за почеток на академската година, сите објекти се спремни, сите професори се обезбедени, така да никаков проблем нема да има за почеток на првиот академски час. Наставата официјално ќе почне во понеделник и таа е во најдобар ред. На свеченоста која се одржа во мултимедијалниот центар присуствуваше и заменик министерот за образование и наука Спиро Ристовски, кој одговарајќи на новинарско прашање за тоа кога ќе започне изградбата на студентски дом во Штип, истакна. Универзитетот Гоце Делчев и градот Штип се оние кои што ги диктираат потребите за изградба на студентски дом на ниво на територија на општина Штип. Јас сум свесен дека опозицијата во последно време во потрага по глас повеќе се обидува и ветува проекти. Ние сето тоа го правиме врз основа на анализа на потребите. Во оној момент кога тоа ќе биде дел од потребите утврдени врз основа на бројот на студенти, владата на Република Македонија секогаш е подготвена да за тоа излезе во пресед. Студентите возбудени пред првиот академски час. Како се чувствувате пред првиот академски час? Па супер, се надам дека ова ќе биде добра година за факултетот на УГД. На кој факултет сте запишани? Запишам сме на музичката академија, музички теоретичар. Што планирате после студиите? После студиите вработување, се надеваме. Да, има екстратура. Се чувствувам возбудена навистина затоа што прв академски час очекуваме да биде добра. Од каде сте? Од Прилеп. На кој факултет? Оптометрија и очна оптика. Инаку вкупниот број запишани студенти на Штипскиот универзитет е околу 11.000. Министерката за локална самоуправа Шире Телези во посета на Кочани. На средбата со градоначалникот беше истакнато дека за општините од источниот плански регион Министерството одобри за реализација 4 проекти во вкупна вредност од 20.300.000 денари. Министерката за локална самоуправа Шире Телези во работна посета на општина Кочани. На средба со градоначалникот Димитровски беа истакнати позитивните искуства во соработката меѓу Министерството и општината во делот на реализирањето на повеќе инфраструктурни проекти кои се од интерес на граѓаните од општина Кочани и регионот. Од Министерството за локална самоуправа, ние имаме доделено над 20.300.000 денари и тоа се 4 најзначени проекти, изградба на плошадот за Макфест, а конкретно за општина Кочани, техничката документација, особен проект за настелбата Крушка, локален пат. Разговаравме за соработката помеѓу Министерството за локална самоуправа со регионите, разговаравме посебно за активностите во источниот плански регион и она што е посебно за општината Кочани. Министерката Елези рече дека неодамнешната посета на Хрватска, Словенија и Австрија од страна на градоначалниците од источниот и југоисточниот плански регион е од голема корист и истата ќе придонесе за понатамошни контакти со заинтересирани компании и општини од овие држави. Искуствата од таму, додава Елези, се големи и ќе најдат практична примена и во општините во Македонија.
Во мотелот Градче во Кочани беше презентиран проектот за подобрување на општинските услуги, кој што финансиски е поддржан со заем од Меѓународната банка за обнова и развој. Присутни беа министерката за локална самоуправа Шире Телези и градоначалниците од 15 општини од источниот плански регион, кои со своји проекти учествуваат во овој проект. Во Кочани презентиран проектот за подобрување на општинските услуги и неговите досегашни искуства од спроведувањето. Истиот е финансиран со заем од Меѓународната банка за обнова и развој. Презентацијата на проектот што се одржа во Еврохотел Градче ја организираше Источниот плански регион и на истата присуствуваше и министерката за локална самоуправа Шире Телези, како и градоначалниците од 15 општини од Источниот плански регион, кои со своји проекти учествуваат во овој проект. Присутните гости ги поздрави градоначалникот на општина Кочани Радко Димитровски, која истакна подготвеноста на општината да аплицира со неколку проекти во подобрувањето на општинските услуги во повеќе сегменти, и тоа со проекти од комуналната и патната инфраструктура, изградба на водоснабдителни системи, управување со отпад и слично. Целта на овој проект е подобрување на транспарентноста, финансиската одржливост и квалитетот на општинските услуги во општините учеснички во проектот, преку обезбедување на финансиска поддршка за реализација на капитални инфраструктурни проекти, истакна министерката Елези. Пред присутните зборуваше и представникот од Меѓународната банка за обнова и развој Татјана Шадранова. Целта на овој настан е да ви информираме за новиот проект. Сакаме да бидеме сигурни дека секоја општина ќе има информација и ќе има пристап. Ги охрабруваме сите општини да учествуваат и да пристапуваат на фондот. За новиот програмски период од проектот, втор проект за подобрување на општинските услуги, финансиран со заем од Меѓународната банка за обнова и развој, ќе бидат наменети 515 милиони евра. На презентацијата беа презентирани досегашните искуства од спроведувањето на проектот, како и најава за новиот програмски период на истиот и учество со проекти од страна на општините. Политика во дневникот на Канал Плюс. Во каква кондиција е дел од апаратурата во клиничката болница во Штип? Ова беше тема на денешната пресконференција на штипските социјалдемократи. Обвинувањата на опозицијата немаат основа, изјавуваат од управата на болницата. Штипските социјалдемократи на денешниот прес со реакција за актуелните проблеми на Штипската клиничка болница. Клиничкиот центар се соочува со нефункционални апарати, меѓу кои апаратите за компјутерска томографија и лапароскопска хирургија. Апаратот за компјутерска томографија во клиничката болница во Штип не функционира повеќе од 6 месеци. И покрај долго најавуваните ветувања од страна на менаџерскиот тим на Штипската клиничка болница дека во тек е тендер за набавка за дел од апаратот, до ден денес тоа не се случи. Подолг период не работи ниту апаратот за лапароскопска хирургија. Оваа современа метода подолг период не се работи во Штипската клиничка болница. Болните од малигни заболувања и понатаму не ја добиваат потребната зрачна терапија, затоа што акцелераторот што требаше да започне со работа на почетокот на 2014 година се уште не е во функција. Во хируршките сали има хроничен недостаток на конци за шиење. Болницата во Штип тоне во огромни долгови, голем дел од апаратите се со чести дефекти кои што не се санираат, а тендерите се прават на нетранспарентен начин. Раководството на клиничката болница со демант дека обвинувањата на опозицијата се неосновани. Апаратот за компјутерска томографија. Распишан е тендерот, отварањето на понудите е на 7.10. Вредноста е 8 милиона и 500 000 денари. Што се однесува за лапароскопската хирургија, точно е дека имаме квар на самиот апарат. Побарана е дефектажа. Дефектажата заедно со цената ќе биде доставена на 19.9. Болните од малигни заболувања не ја добиваат потребната зрачна терапија. Точно, меѓутоа тој е објект кој не се прави за една година. Тој е доста комплициран за изведба. Почитуваниот доктор вели дека во хируршките сали има недостатоци на конци за шиење.
Тој е хирург, па го прашувам со што тој ги врши операциите. Сигурно не со конци за везење. Дека долгови болницата Штипска има, значи најголема лага. Штипската болница е позната дека нема долгови. Значи една од ретките болници која има голема финансиска стабилност. Економскиот менаџер на клиничкиот центар Елизабета Папарова најави дека веќе од следната седмица ќе бидат презентирани детали за новонабавените апарати. Во Делчево по четврти пат се реализира проектот Општинско корисна работа. Општината и центрите за вработување и за социјални работи ангажираат 9 невработени лица, кои за надомест од 6200 денари во период од 6 месеци ќе бидат вклучени во негување на стари и изнемоштени лица. Четврта година поред општина Делчево започнува со спроведување на проектот Општинско корисна работа, проект кој се спроведува во соработка со Агенцијата за вработување и Центарот за социјални работи од Делчево. Општинско корисна работа е веќе четврта година која што се имплементира во општина Делчево во соработка со Агенцијата за вработување Центар Делчево, меѓу Општинскиот Центар за социјални работи Делчево. Имено во оваа програма се вклучени категории на лица кои што се маргинализирани групи, како роми, корисници на социјална помош, самохрани мајки и лица млади до 29 години. Преку проектот 9 невработени лица кои се селектирани од Општинската комисија и потврдени од работното тело на донаторот UNDP ќе добијат 6-месечен ангажман со скратено работно време, зашто ќе им следува месечен надомест од 6200 денари. Овие 9 лица ќе вклучат договор од 15 септември 2016 година до 14 март 2017 година. Месечниот надоместок од 6200 денари ќе го земаат за 20 работни часа со вклучен персонален данок. Невработените лица кои се опфатени со проектот ќе бидат ангажирани во дневниот центар за лица со посебни потреби, јавната установа детска градинка Весели цветови од Делчево, а нивниот ангажман ќе подразбира и давање нега на стари изнемоштени лица. Имено сите овие лица кои што се 9 ангажирани, од кои што 2 лица се во дневниот центар за лица со посебни потреби, 2 лица во општинската јавна установа детска градинка Весели цветови и 5 лица на терен, имено тие ќе вршат нега на стари изнемоштени лица, ќе бидат идентификувани со ID карти. Инаку за време на работниот ангажман од 6 месеци статусот на невработените лица останува непроменет, а пак на корисниците на социјална помош за време траење на работниот ангажман ќе им биде активно правото на користење на социјална помош. Саниран е од оштетениот дел од улицата Сремски фронт во Штип. Поставен е првиот асфалтен слој на улицата Вардарска, која ќе биде главна сообраќајна артерија од влезот до центарот на градот. Оштетениот дел на улица Сремски фронт кај основното училиште Димитар Влахов во штипската населба Дузлак веќе е пуштен во употреба. Фирмата изведувач вчера го асфалтираше делот што беше оштетен од невремето, согласно договорот без никаква надокнада од страна на општината. Оваа улица сега е комплетно реконструирана со асфалтирање на делот кај поранешен базалт што се спојува со улиците Сутјеска и Партизанска. Ниту општината, ниту изведувачот имаат вина во ова, едноставно заради елементарните непогоди тоа се случува. Најважно е што улицата е санирана и не се возможи подлог прекин на сообраќајот, се во интерес на граѓаните. Беше напоменато дека санацијата на овој оштетен дел ќе ја чини општината дополнителни над 300.000 денари, што не е точно. Во договорот што е склучен со изведувачот пишува дека изведувачот е одговорен за квалитетот во рок од 2 години и дека отстранување на недостатоците согласно друг член од договорот ќе трае и во рок од 10 години. Денес се работеше и на улица Вардарска, каде се постави првиот слој на асфалт со дебелина од 7 см во должина од 500 метри. Оваа улица, како што знаете, ни е многу важна за градот, бидејќи сега директно од сегашниот веќе кружен тек на раскрсницата до Иле се поврзуваме и го избегнуваме центарот на градот. Поставувањето на првиот слој ќе се заврши и веќе за деновите на Пастрмелијадата оваа улица ќе биде ставена во функција, бидејќи ќе ни биде главна артерија, бидејќи ни е стопиран сообраќајот по раскрсницата. Од понеделник продолжуваат градежните активности за поставување на втор асфалтен слој на улица Вардарска, со што целосно ќе биде обновена оваа улица. Претходно јавното претпријатие ИСАР ја замени старата и дотраена водоводна и канализациона мрежа, за што општина Штип и Штипски ИСАР издвоија околу 3,5 милиони денари.
Поволните временски прилики придонесоа грозието од годинашнава бирба да биде со солиден квалитет. Во овој период интензивно се бере во низинскиот дел, каде што шекерноста е со висок процент, а од октомври ќе се продолжи со бирба во повисоките региони. Временските услови беа поволни за квалитетен развој на лозовите плантажи. Грозието во низинскиот дел постигна солидна зрелост и сега интензивно се бере од плантажите во овој регион. Сите тие лозари, земјоделски лозарски производители кои го заштитија и го третираа на време лозето, значи посебно за пламениците кои правеше поланската година голем проблем, има многу добар род и има добар род за ова година и очекуваат некаде и рекордни приноси. Ова година е многу квалитетно грозието. Мерло. Шекерна единица има 22,5. Во регионите со повисока надморска височина бербата на винските сорти ќе започне во почетокот на октомври. Шекерноста се движи некаде зависно од и самата локација Миркле, 17-18%, некаде 20% на самото гројзе, на винските сорти, зависно само од самата локација. Секој производител кај во која винарска куќа има и секој си има свој критериум на колку процента ќе откупува самото гројзе, дали е 14, 16 или 18. Тоа е зависно од самиот договор. Агенцијата за поддршка на земјоделството им стои на располагање на лозарите кои имат потреба од проверка на шекерноста на грозието. Ние секоја година, како секоја година уназад, така и ова година, стоиме на располагање и излезуваме пред да сите они кои сакаат да измерат шекерноста во самото гројзе, да имаме справа рефрактометар која мери на лице место на шекерноста на гројзе. Во Штипскиот регион под лозови насади се над 1000 хектари. Годинава просечните приноси се над 1300 кг од декар. Откупот го вршат 3 фирми – Езимит, Винали Мако и Винарија Аневски. Кривична пријава доби 37-годишниот штипјанец со иницијали РД поради основи на сомнение дека сторил кривично дело кражба сторено ноќта меѓу 26 и 27 јули со намера за себе да прибави противправна имотна корист. Штипјанецот е осумничен дека влегол во магазински простор за текстилен материјал на компанијата Дави Текс во Штип и незабележан од никој одзел поголема количина текстилен материјал завиткан во ролни. Проценетата штета е близу 400.000 денари. Попладнево во комплексот Асном во Кочани на потегот од игралиштето до стамбениот објект што е во изградба беше опожарена трева и нискостеблести растенија. Ветрот придонесе до брзо ширење на пожарот, но навремената интервенција на противпожарната единица во Кочани не дозволи поголем зафат на пожарот. Според очевидци, огнот е потпален од малолетно дете. Осум странски и 9 домашни ансамбли се учесниците на 31-то издание на меѓународниот фолклорен фестивал Истибанско здравоживо. Фестивалот започнува во недела со концерт во село Истибања. Селото Истибања четврта деценија е домаќин на меѓународниот фестивал на фолклорот Истибанско здравоживо. Фолклорот од Латвија, Романија, Монголија, Турција ќе заигра низ Истибања, каде свеченото отварање е најавено за во недела. Оваа година гости ќе ни бидат 8 земји од странство и 8 танцеви оркестри од странство и 9 од Македонија. Генерален покровител на фестивалот и оваа година е општина Виница. Програмската шема на фестивалот ќе ги посети соседните градови од истокот, а ќе се заокружи со голем концерт на 22 септември. Фестивалската програма на 31-то издание од меѓународниот фолклорен фестивал Истибанско здравоживо 2016 започнува во саботата со најнапред со големото оро кој ќе се одржи со сите учесници на фестивалот во повеќе на менското игралиште, а потоа со големото дефиле низ Истибања, каде што на центарот се представи секој ансамбл со 2-минутна програма, а потоа свеченото отворање во 18:30 со представување на сите ансамбли со 5-минутна програма. Програмата продолжува со македонска национална вечер иста вечер во неделата на 18 за така потоа продолжува програмата и во регионот на нашата Македонија, така што во понеделникот сме на фолклорен караван каде што ќе настапат ансамблите во Македонска каменица во 18 часот,
во срејата преку фолклорниот караван на Мала Богородица, празникот на општината Шиново Влешево, сите ансамбли кои што дојде од странство и домаќинот фолклорниот ансамбл Китка ќе настапиме во општината Шиново Влешево, поточно кажано на отворената сцена во Облешево. Покрај концерти, фестивалот и Стипанско здравоживо продолжува со организирањето на така наречените национални вечери, во чии рамки секоја земја ги презентира своите национални специјалитети. Надворешно политичкиот одбор на Американскиот сенат силно го поддржа приклучувањето на Црна Гора во НАТО, со уверување дека незиното членство во Алијансата ќе биде поддршка за поголема интеграција, демократски реформи, трговија, безбедност и стабилност на сите нејзини соседи, со што целиот Балкански регион ќе се приближи кон остварување на американската стратешка цел. Црна Гора покажа дека незиниот евроатлантски пат е непоколеблив, порача и тој истакна дека Црна Гора презела значајни чекори во решавањето на проблемите со корупцијата и организираниот криминал и остварила голем напредок во исполнувањето на НАТО стандардите. Преку имплементација на реформи во одбранбениот, разузнавачки и безбедносниот сектор, ова го истакнаа заменик помошникот на американскиот државен секретар Хојт Брајан И. Од добивањето на поканата, Црна Гора вложи огромни напори да покаже дека е подготвена да биде продуктивна членка на НАТО, истакна американскиот функционер. Меѓу многобројните огласи на сајтовите за купување и продажба во Босна и Херцеговина се наоѓаат и оние за тргување со гласови за предстојните локални избори. Личност, чиј идентитет е познат на редакцијата на Ал Джезира, својот глас го продава за 25 евра, а доколку гласа цело семејство, вели тој, цената може да биде и пониска. Според неговите зборови, во понудата станува збор за најмалку 8 гласа, а во случај сите 8 да се продадат во пакет, цената е пониска, 20 евра за глас. Инаку цените на гласовите се различни и се движат меѓу 5 и 100 евра. Во коалицијата под лупа ги бележат таквите неправилности во предизборниот процес. Тие апелираа до Централната изборна комисија и истражните органи да го санкционираат стореното, но не се случи ништо. Новинар од њујоршката телевизија ABC7 направи тежок лапсус кога објави дека кандидатката за председател на САД од Демократската партија Хилари Клинтон починала. Емисијата започнуваме со вонредни вести за смртта на Хилари Клинтон, рече водителот Џо Торес во емисијата емитувана во неделата, а откако беше објавено дека на поранишната државна секретарка и се слушила. Потоа тој рече дека докторите кај Клинтон диагностицирале воспаление на градниот кош и потоа со колешката продолжи да разговара за здравствената состојба на кандидатот на демократите. Во текот на воведот во приказната за здравието на Хилари Клинтон, емитувана во живо, Џо Торес ненамерно рече смрт наместо здравје, информира портпаролот на телевизиската станица. Штипскиот боречки Аз Добре Маринков е еден од добитниците на државната награда 8 септември за остварување во областа на спортот, признание кое се доделува на спортисти, тренери и спортски работници за исклучителен придонес во развојот на спортот. Наградата 8 септември има посебно значење за секој спортист, изјави штипскиот боречки Аз Добре Маринков. Ова е за мене голема награда, големо признание за град Штип, за боречки клуб Балканец и се надевам дека и во иднина борачи од Балканец ќе ја пројават оваа награда. Државната награда за остварување во спортот Маринков ја дели со Агим Ејупи, Сашко Поповски и Фоти Гетовски, додека Антон Дончевски е добитник на наградата за животно дело. Македонската фудбалска репрезентација се најде на 146-тото место на најновата FIFA ранг листа, што е најслабо рангирање на нашиот национален тим во историјата на ова рангирање. Црвено-жолтите во изминатиот месец одиграа само еден надпревар,
претрапувајќи пораз од Албанија во Скалар, а токму тој неуспех придонесе да дојде до нов огромен пат на репрезентацијата при рангирањето на светската куќа на фудбалот. Македонија на претходното рангирање се најде на 138-та позиција, а во меѓувреме падна за дури 8 места, при што пред црвено-жолтите сега се наоѓаат селекциите како Луксембург, Таџикистан, Либан и Хонг Конг. На врвот на листата нема промени. Начело се наоѓа Аргентина пред Белгија, а Германија скокна за едно место, па сега е трето рангирана светска селекција пред Колумбија и Бразил. Ова беа сите вести и информации за Централниот дневник на Канал Плюс телевизија. Довидување до 23 часот.